наведува работите кои доведуваат до висока корупција, кои доведуваат до тоа да Република Македонија биде на дното, заедно со земји од третиот свет, не знам, Панама или Тунгузија, не знам кои се, на дното на листите на Transparency International. И вели, силното политичко влијание, политиката на неказнивост, нетранспарентноста и злоупотребата на дискреционите овластувања се причина, односно сето ова носи висок ризик за корупција. Па ајде тогаш едно по едно да видиме колку од овие нешта кои почитуваната председателка на антикорупцијска комисија ги наведе дека се причина, односно за висок ризик за корупција во државата. Силното политичко влијание. Повторно, она што го зборувам веќе половина час или час, прашање до колегите од мнозинството. Ако ова не е силно политичко влијание при избор на уставни судии, тогаш не знам што е. Еве, демантирајте ме, кажете ми дека не е така. Кажете ми дека изборот кој паднал на 3 од 3, односно 3 места испразнети и 3 предлози, барем да понудевте 4, 5, 6, па од нив заеднички да изберевме ако е некој поквалитетен во овие неквалитетниве што ги предлагате. Не знам тогаш што да кажам што е повеќе од силно политичко влијание, фактот што вас на лист ви дава 3 имена, ви дава Зоран Заевев, ви дава неговиот наследник кој сам си го донесе од нигде никаде Ковачевски, а вие овдека толку послушно му ги изгласувате. Но докаде ќе не доведе ваквото силно политичко влијание? Докаде ќе не доведе поддршката на неквалитет, на некадарност, на непрофесионалност во државните институции? Дотаму, до кога ќе останат само пензионерите во државава. Сега не вадите стари обувки пред владата, сега не ви смета кичот на владата, напротив, си уживате, си порачувате и морски плодови, не ви сметаат ни бизони, ни којни, ни не знам што, ни октоподи, си дуплирате. Не ви смета луксузот, напротив, и текако добро ви доаѓа и си го користите и си уживате додека сте на власт. Но да ве разбудам од сонот и да ви кажам дека секој сон завршува. Се во животот е минливо. Се има рок на употреба. Но, како луѓе кои ги почитувам, како мои колеги, уште еднаш ќе побарам од вас, дајте ве заеднички да работиме во интерес на државата, во интерес на граѓаните, во интерес на идните генерации, на нашите деца. Ќе ни заминат, ќе ни избегаат, а на поголем дел од нас му се заминат и по светот. И ние секогаш ќе бараме кривец едните во другите, а знаете дека на граѓаните му е довде, преку глава му е од тоа што го правиме во парламентот. И јас сега ви зборувам дека денеска правите глупост во тоа што го поддржувате она што некој ви го напишал на бел лист, 3 имиња да ги изгласате без никаква професионалност, кадарност,
не знам со што заслужиле да ги изберите за уставни суди и вие ќе ги изберите. И вие добро што во овој момент срамот го покривате со молчење. Но во многу други наврати, знаете што правите? На нашето укажување дека во моментов се краде и плячка државата, вие, ави како беше во 2005-та? Како било во 2005-та, требало ова Јовески, што е толку години начело на јавното обвинителство, да истражи и некој да понеси одговорност. Но тој си чутел, си молчел. И за 98-ма, и за 88-ма, бидејќи човеков е во години, гледам дека многу памти и многу работи видел и многу работи знае, но си молчи. Ама со молчење си стасал на 68 години да биде предложен за врв во кариерата, уставен судија уште 9 години, да си ги ужива и да штити нечии интереси. Згадено, смачено му е на луѓето од тоа што го правиме сите заедно во парламентов. Ама јас не можам да кажам за себе истото, бидејќи 2 години сум само пратеник и во овие 2 години кажувам конкретно на она што се прави во моментов, на лошите практики што ги правите во моментов. И еве, никој од спротивната страна не ми вели мене дека не сум во право. Или дека не се во право луѓе што ги цитирам и ги читам нивните пишувања за каков избор на суди вршите. Вие си молчите. Ама штетата ќе трпат нашите деца, нашите внуци. Нема да има држава. Гласате, не знам какви договори предавнички, без око да ви трепне. Гласате се и сешто. Зошто? За некој месец плюс, за некоја година плюс, сигурна пратеничка плата. И овде луѓето пуздер не прават, не знам колку големи плати, с не земале какви трошоци или не знам што. А вистината е сосема поинаква. Но нормално е да така мислат кога гледат на се што сме спремни, што вие сте спремни во моментов, што се ја минувате и што се правите за, ја ќе кажам, толку ситни плати и толку ситни пари. И си мислат, луѓето ки знае овде за што се работи, штом бранат и гласаат ваков криминал, ваков недомајчинлук, ваква непрофесионалност, некадарност. И без збор да кажат. Некој нека ми речи, ти Петар Ристевски од Прилеп, не си во право за ова што сега 1 сат овде ни го кажуваш, ни држиш предавање. Нека ни кажи, нека ми речи, некој со 1 збор нека ме демантира во се ова што го кажува. И затоа не само 8% довербата на судството, 0% ќе биде довербата и е на државните институции, на системот. Затоа ни бегаат луѓето, ни бегаат децата од Република Македонија. Не можат да трпат овде некои вакви неспособни какви што ги клавате и ги гласате од нигде никаде, да му бидат авторитети и да му бидат да одлучуваат за нивните судбини. Во Македонија во моментов некадарни луѓе, па и порано било така, но ова што се случува во моментов е невидено до сега. Некадарни луѓе одлучуваат за судбината на државата и за судбината на незините граѓани. Овдека многу често милувате да спомнувате тефтерчиња и не знам што биле бирани суди, јавни обвинители во времето додека ВМРО ДПМН не беше на власт. Не го оправдувам ни тоа. Јасно и гласно кажувам и сум против таквите пракси. И затоа и тогаш се исселувале млади луѓе и граѓани, не можејќи да ги трпат самоволијата на тие луѓе кои што тогаш бирале од тефтерчиња или од не знам какви посулчине што му ги давале на тогашните пратеници да ги гласаат. Но сега јас сум пратеник и сега е мојата одговорност пред граѓаните кои ме бирале да го кренам гласот против ова што го читам
Стручната фела го кажува. Избирате некадарни луѓе, неспособни, недокажани во својата професија на една функција која е врв во судскиот систем, во правосудниот систем, во државата. И нормално е, моја обврска е, јас да го искажам гласно, јасно мојот став, не се сложувам со ова што го правите.